Следите вести на Слободна ТВ. Добро утро. Откако во Брисел вчера беше одржана првата меѓувладина конференција на земјава со Европската унија за отпочнување на преговори за членство, се означи и стартот на скрининг процесот. Со него се предвидува да се направи проценка во македонското законодавство, институциите, административната машинерија, реформи за усогласување, а владата е должна да подготви политики како би се спровеле тие. Овој процес е од голема важност и дава можност за вас да направите една самооценка на вашите политики и законодавство, за да утврдите докаде сте во исполнување на критериумите зададени во законодавството, рече еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски во својот говор во Брисел рече дека се надева оти процесот ќе биде брз и нагласи дека неговите очекувања се дека како што земјава најбрзо влегла во НАТО, така да биде и со влезот во Европската унија. Периодот на скрининг од 14 до 16 месеци дава доволно простор за отворање на процес на диалог во собранието и дефинирање на улогата на собранието во преговорите. Мислам дека во процесот на скрининг ќе можат да се вклучат сите, да видат како тече, вели вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик. Според него, во наредниот период ќе бидат извадени клучни документи, патокази за владење на правото, за реформи во јавната администрација, за демократски институции, акцискиот план за малцинства, за да се увери јавноста и пратениците дека таму нема ништо спорно, ниту ќе има нешто страшно. На тој начин, вели, во еден диалог да дојдеме до двотретинско мнозинство за промена на уставот и за внесување на бугарите во него. Нагласи дека јасно е дека доколку тоа не го направиме, нема да можеме да одиме во следната фаза. А доцна синоќа зградите на Министерството за надворешни работи и на владата символично беа обоени во боите на Европската унија во знак на означување на почетокот на пристапните преговори на Македонија со Европската унија. Денес во Брисел запишавме ново поглавје во македонската историја и ветуваме дека забрзано ќе чекориме кон дополнителен развој и стабилност за сите наши граѓани. Европските вредности се наши вредности, а пријателствата кои ги градиме создаваат нови културни мостови и можности за сите нас. Обединети сме во различностите и подготвени за Европската унија дома и Северна Македонија во Европската унија. Во таа чест, вечерва зградите на владата и Министерството за надворешни работи се обоени во боите на нашиот иден дом Европската унија, пишува на официјалната Facebook страна на владата. Соединетите американски држави ги поздравуваат чекорите што Европската унија ги презема за унапредување на интеграцијата на Западен Балкан во евроатланската заедница и тоа преку отворање на пристапни преговори со Албанија и Северна Македонија, се вели во изјавата на американскиот претседател Џо Бајден. Во моментот кога Русија го наруши мирот во Европа, поважно од кога било е да се поддржи стремежот за Европа да биде слободна и во мир. Демократски, безбеден и просперитетен Западен Балкан останува суштински за оваа визија, изјави американскиот претседател. Тој додава и дека Соединетите американски држави ќе продолжат да бидат силен и доверлив партнер се додека овие држави работат на одбрана на човековите права, зајакнување на демократските реформи и поддржување на владењето на правото. Продолжуваме со вестите. Северна Македонија не ги исполнува докрај минималните стандарди за елиминација на трговија со луѓе, но прави значајни напори во таа насока. Стои наведено во годишниот извештај на Стејт Департментот за трговија со луѓе во светот, пишува Гласот на Америка. Според извештајот во кој увид имал медиумот, земјава останала на второ ниво, но состојбата треба дополнително да се следи. Во извештајот кој се однесува на 2021 година се наведува дека македонските власти презеле напори за судска разрешница на повеќе случаи и развиле пристап што е ориентиран кон посттрауматска заштита на жртвите и децата од трговија со луѓе. Сепак се додава дека стандардите во повеќе клучни области не се исполнети. Земјите во овој извештај се рангирани на 3 нивоа: прво, второ и трето, при што второто има подкатегорија што подразбира дополнително следење на состојбата на една земја во борбата против трговијата со луѓе. Извештајот на Стејт Департментот за трговија со луѓе е еден од најсеопфатните извори на информации за напорите против трговијата со луѓе на владите ширум светот, а првиот документ беше објавен во 2001 година.
Со 61 глас за, собранието го усвои предлог ребалансот на буџетот за 2022 година. Вкупните приходи на буџетот за оваа година се утврдени на ниво од 245,8 милиарди денари, додека вкупните расходи на 288,5 милиарди денари. Буџетскиот дефицит е планиран на ниво од 42,7 милиарди денари, односно 5,3% од бруто домашниот производ, што е пониско во однос на минатата година. Со ребалансот се обезбедуваат средства за раст на пензиите, ранливите категории на граѓаните, раст на платите во одделни дејности во јавниот сектор, средства за формите за поддршка на растот на платите во приватниот сектор, дополнителни средства за земјоделците за повисоки приноси и стабилизирање на цените на храната, како и за нови антикризни мерки за заштита на стандардот на граѓаните и заштита на стопанството од шоковите од тековната ценовна криза. Министерот за финансии Фатмир Бесими, образложувајќи го ребалансот на буџетот во собранието, посочи дека истиот треба да постигне две многу важни цели: да се одржи макроекономската стабилност, што е од суштинско значење за понатамошниот раст и развој на секоја економија, и второ, да се поддржи економијата за враќање во предпандемиско ниво, како и социјална сигурност на граѓаните. Според податоците на Централниот регистар, во првата половина од годинава речиси 5000 фирми ставиле клуч на врата. Најголем дел од нив се од трговијата, објекти за сместување, но и од преработувачката индустрија. Економистите предупредуваат дека годинава таа бројка ќе биде поголема во однос на претходните години. По пандемијата, проблемите продолжија со руско-украинскиот конфликт и енергетската криза, која драстично ги зголеми трошоците на фирмите. Најголем број од фирмите се затворени во Скопје, 1766, Тетово 277, Куманово 220, Гостивар 200 и Прилеп 188. Уште неколку вести во продолжение. Голем пожар се приближува до куќите на периферијата на грчката престолнина Атина, а ветрот ги шири пламените јазици, поради што властите наредија евакуација на населението. Според портпаролот на противпожарната служба на Грција, Јаниса Артопиос, во гасењето на пожарот од копно и воздух интервенираат 350 пожарникари, а им помагаат и 28 пожарникари од Романија, 13 пешадиски тима, 60 противпожарни возила, пожарникари волонтери и цистерни од општините, а периодично интервенираат 15 авиони и 9 хеликоптери. Шумскиот пожар започна од планината Пендели и поради силниот ветер брзо се спушти и се прошири кон населените места. Ситуацијата од момент во момент се влошува. Иранскиот врховен лидер изрази силна поддршка за рускиот претседател Владимир Путин и руската војна во Украина, обвинувајќи ги западните земји дека се противат на независна и силна Русија. Ајатолахот Али Хамнеи рече дека ако Русија не испратела војници во Украина, подоцна ќе се соочила со напад од НАТО, изјава што ја повтори реториката што Путин ја употреби пред да испрати руски сили во Украина на 24 февруари. Хамнеи, кој се сретна со Путин откако пристигна во Техеран на 19 јули, повика и на зајакнување на долгорочната соработка со Русија, се вели во соопштението на неговата веб страница. Тој рече дека бројните договори меѓу Иран и Русија, вклучително и во секторот за нафта и газ, мора да се следат и да се спроведат целосно. Председателот на Русија Владимир Путин од Техеран изјави дека е постигнат напредок во преговорите за извоз на жито од Украина преку Црното море и му заблагодари на турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган за посредувањето. Договорот за кој се преговара под покровителство на Обединетите нации има за цел да пренесе околу 20 милиони тони жито блокирано во украинските силоси преку Црното море поради офанзивата предводена од Русија во Украина. Руското министерство за одбрана на 15 јули соопшти дека е подготвен завршен документ со што би се дозволил извоз на жито од Украина. Европската комисија до земјите членки на Европската Унија доставила документ со што се предлага да се ослободат одредени средства од руските банки замрзнати по санкциите на Европската Унија со цел да се помогне во обнова на трговијата со земјоделски и прехранбени производи. Европската Унија сака совршено да стави до знаење дека ништо во санкциите не го спречува транспортот на жито од Русија или Украина. Надлежните органи на земјите членки може да
да одобрат ослободување на одредени замрзнати средства или економски ресурси кои им припаѓаат на банките, откако ќе утврдат дека тие средства се неопходни за купување, увоз или транспорт на земјоделски и прехранбени производи, вклучително и на жито и ѓубрива, се наведува во документот. Според неименуван дипломат на кој се повикуваат дел од медиумите кои ја пренесуваат веста, тоа се однесува на 7 руски банки и од земјите членки наскоро треба да одлучуваат по ова прашање. И уште една вест пред крајот. Украина се подготвува да го нападне Црноморскиот полуостров Крим, кој Русија го анектира во 2014 година и е дом на руската Црноморска флота. Имаме противбродски способности и порано или подоцна ќе ја таргетираме флотата, изјави украинскиот министер за одбрана Володимир Хаврилов за Таймс за време на неговата посета на Лондон. Хаврилов додаде и дека ослободувањето на Змискиот остров, кој беше окупиран од Москва во раните денови на инвазијата, е првиот чекор кон таа заложба. За портпаролот на Кремљ Димитри Песков пак ваквите изјави на Хаврилов ја потврдуваат неопходноста од специјалната воена операција. Според него, ова е единствениот начин Украина да се ослободи од таквите представници на раководството, пренесува ТАСС. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.